Уште една вечер, драги мои, која се надевам дека ви е предвидена за добро расположение и многу насмевки. Тешко е, не велам дека не е, нели? Кога ќе помислите дека веќе утре е понеделник и треба пак на работа да се оди. Ама еве, ај, за да малку ви олеснам, ќе ви кажам дека за 5 дена повторно ќе дојде петок. Полесно ви е? Како не е? Исто кој што и нам ни е секогаш полесно, затоа што ви имаме сите вас во голем број и што ги имаме нашите пријатели и партнери. Пред се, минералната вода Визијана, која е пребогата со магнезиум и е наш генерален спонзор, многу е здрава, корисна и добра за кондиција. Нашите партнери не се здравите и задолжителни млечни производи на бучен козјак, оние вкусни, меснати и сувомеснати специјалитети на месната индустрија Екстра Мейн, надалеку познати и прочуени и секако ги има на секаде, што исто така многу важно, како и производите на Арис, кои пак гарантираат дека вашата околина секогаш ќе биде чиста. Тоа е многу важно за нашето здравје. И да не заборавиме на преубавиот амбиент и момент кој ќе го доживееме во етно село Тимчевски, ако се решиме да вкусиме дел од нивните познати специјалитети. Изборите, нели, заврши одамна. Беше кампањата, беа изборите, одбравме што одбравме, сега, нели, трае оној период на транзиција до новата власт. Страв да го фати човека кога ќе помисли на некоја транзиција кај нас, и ако спомне транзицијата, и таа кај нас трае со децени. Но ајде, еве, да се надеваме дека нема уште долго да чекаме. На чекор сме, нели? На чекор до новата власт за да видиме што таа ќе ни донесе. И секако ќе се надеваме дека нема да биде како и секоја друга и дека повеќе нешто ќе донесе отколку ќе ни однесе. Ќе мора тој период на промена да заврши што побрзо и сите се во исчекување некако, нели? А посебно оние кои досега беа на некоја позиција. Не дека им е страв и им тече низ ногавици. Не, напротив, спротивното, поголемиот дел од нив имаат симптоми на тврда столица или ти затвор. Ама сега за функции се бара само честни луѓе. Нема повеќе нечестни, да. Оти, нели, сите велат, не е лесно ти чесен човек да превртиш. Не, и не е лесно. Потврдувам дека не е лесно. Ама уште потешко е кај нас чесен човек да најдеш. А не знам бе до што е мајка, не знам до што е, до школа и образование сигурно не е. Па повеќе дисперзирани студии никогаш немало и би требало народот да е, нели, пописмен од порано. Во време на социјализмот немаше толку благодарници колку што сега има диплом. Што значи дека сме писмени. Ама што вреди што сме писмени кога во најголем дел неписмени ни ја кројат судбината со децени, ја? Ете така, и како и сите неписмени, така и ние вечерва ќе одредиме како вие ќе си поминете и што тоа ќе гледате во Нема љутиш. Си биеш едно. Ти прическа тражиш. Имаш ли ти паре да платиш све ова што испи? За песна, за да биде хит, треба да имаш идеја, мотив, тема, за да се направи комплетно. Јас сакам таа песна да ја пеат како што ја пеат Горда Прилепчанка, нели Машала ја направи хит. Јас сакам тие песни што ќе ги оставам да се пеат. Презентирајќи се како да е од повисок друштвен статус, високу професионалну позиција. Особа која со отмено држање прави утисак на фину и отмenu персону и такој успева да се увлече у такозвано високо друштво. Јако докраснеше, јас си га шеташе, стално ga изведуваше, шетам ga по село, овие комшике боли од твој море, соберени гледав и само викам ле. Сози течат како река, не запират, црна дамка на срце ми остана. Муки мои, муки. Знаеш бе што сам направија, за роѓендан на сина. Доведе стриптизетове, кеф да направо, кеф. И ај, мојата жена, лом ме направи, бе, лом, кеф да направо, бе, кеф. Ја не знам што па еден пут, бе, син ми пуни 2 години. Свашта. Кеф, бе, не може свашта, молим ти се, мора да ме слушаш ти се. Јас сам обеќаја после тој на жено дека мора да се исповедам, мора. Та иди у цркву и исповедај се. Не признава, тој ја у овој куќу се крсту. И туј ќе се исповедам на тебе. Ај,
Сипи još jedno. О, ти прическа тражиш. А имаш ли ти паре да платиш све ова што испи? Nema. Немаш. Хо-хо! Изгледа ти на исповед кидеш у кујно малко, а? Имаш едно 100 чаше за мијење и сви тањири од овај вечер што су. Što je? Pa nemam pare, imam karticu, karticu imam. Možeš i s karticu da platu? Може? S karticu. Što može s karticu? Ja platu. Ке ми го вратиш и karticu? Кај ти го врату? Како нема да ти го врату? Кај ќе донесеш кеш? Pa ne kažem može s karticu. Па видиш ли дека може? Ајде допитој и некој е дома. Бриш. Се враќаме ние повторно на музичката естрада преку нашите гости. Вечерва имаме еден уникатен лик, една припадничка на музичката естрада која што влезе во тој свет на многу оригинален начин пред неполни 15 години. Дами и господа, вечерва наша гостинка во Нема љутиш, Елена Јовчевска. Добро вечер и Добро добре вечер, ни дојде. добро ве најдов. Се думав долго време дали да те најавам како Елена, бидејќи колку ми рече без В е, така? Без В, прелепчанка. Елена Јочевска или Елена Јовчевска? Се мисли. Второто, Второто. Ова на портали пишува со В, пола без В. Пола со В, пола без В. И знаеш каква грешка има? Елена Јовчевска на Википедија излегува Елена Велевска. Јас имам исто така видено, добро мене за една буква што ме грешат. Така. Имат една колешка каде што ја ставили на портал сосем друга личност, ама пиша Лелена Велевска. Важно ни ставиле. Една буква значи не е проблем. Една буква не е проблем, за една буква. Правил големо истражување колку ми рече тоа и уште забележал некои интересантни работи додека интересни, не интересантни. Добро, додека интересни. истражувал. Така беше нешто околу родови нешто. Што беше? Гледа да кажу, например, интересно ми беше, викам, чека да виду збор гајдаджика. Ја у нашу емисија кажу зборови кои су, нели, познати па непознати и ги објаснувам што значи тај На збор. интересен начин. И викам, чекај да виду што значи гајдаджика. Па јас Прво што прочита, гајдаджика, жена на гајдаджија. Како бе, жена на гајдаджија, бе. Значи неправда, ја нели? не го знаев тој збор. Не знам, така народот почна да ме вика. Инаку јас никогаш не сум се представила како така. Ама народот така, Елена Јовчевска, таа гајда што свири гајдаджиката и така остана. Гајдаджиката остана. Да, и така остана, да. И никогаш ја не сум се представила како гајдаджика, туку секогаш како нели естрен уметник кој што нели владее повеќе инструменти, настапува нели тоа што го работам, меѓутоа така народот и така оставив, немам зашто да се бунам. Значи неправда е да те викам гајдаджика, ти си баш гајдаджика затоа што си како именка и како еве изваѓач на гајде. Точно, да. А не си ти жена на гајдаджи. Не. Значи Жена на гајдаджи не. попадика е жена на попа, нели? Да. Или меанџика. Још една неправда. Гледај да видиш. Именка од женски род е гајдаджика. Именка од женски род. Прашина. Метла. Лопата. Шерпа, пегла. Машина за прање љишта. Се женски род. Именка од мушки род. Кревет, телевизор, далјински, мобилен, таблет, лаптоп, авто, стап за фаќање рибе, бурек, кебапче, фрижидер и фудбал. Неправда е ова. Неправда. Нели неправда? Неправда. Зашто баш убаво појаснува кој што правиш тоа? Баш е добро тоа. А кошарка што е женски род? Да, и кошарка. Затоа ја сакам многу да гледам кошарка, видиш што било. Ај кад смо куде родови, еве, да пробамо Елена да ни прочита нешто на кумановски. Многу е кратко, нема да се збуниш. Чисто околу родовите нешто баш да му објасниш на колки зошто е таа така. Па за тој е викенд у мушки род, готов е док трепнеш. И викенд е мушки род. Вика дога Треба да прочита на кумановски. Добре, на Да. кумановски. Значи Елена ни доаѓа од Прилеп, што велат. од Прилеп, Знаеш што би сакал да пробаме уште кога сме кај овие проби на кумановски ми прочита се уште една работа само. Нашиот гостин минатата емисија имаше една интересна теорија врзана со сите кои се родени во Битола и Прилеп. Вика како ќе ги познаеш? Натера ги да ти избројат до 5. Ќе сакаш да ни изброиш до 5? Да.
Ајде. 1, 2, 3, 4, 5. Па добро, помина, не О, Знаеш добро зашто е. ли? 1, 2, 3, 4. Вика, сви падам на 4, на 44. Помина на 4, вика 44, брате, нема проблем. Добро, може би во битола повише завлекува така. Може во би да, во битла, мислам дека да, во битла повеќе завлекуваат. Да. Така. Реков дека влезе на музичката естрада на еден необичен начин, може би започна традиционално како пејачка со првиот хит со првата музичка номера Атлантида, ако не се лажам, Да. неполни 15 години, но потоа се одлучи за една интересна варијанта да свириш на гајда. Пред тоа беше, пред да влезеш Не, или... после тоа имав уште една песна Горда прилепчанка, која што беше наменски Многу направена. слушана, забележав. Да, наменски направена. Заради тоа што само нашиот град како Прилеп град во тој период немаше песна по која што е препознатлив, нели си како да кажеме за Битола има, за Струмица има, за Широк, Скопје сокак, има, нели, да. да. И таа песна ми стана голем хит. Со таа песна заминав прв пат во Австралија. Меѓутоа сепак ми фалеше нешто за кое што за брзо време сакав да направам нешто. Јас сум секогаш така, некогаш ги брзам работите. Може би ми е грешка, може би не знам. Сакам се наеднаш, не може се наеднаш да За биде. викенд живееш, да, брзо. За брзо за викенд. И ја направивме таа песна, стана голем хит и сега што да направам нешто друго кое што ќе ми ги отвори уште повеќе патиштата. Кога ги подигнеш... Нема да заборавам покојниот професор Џурлев, кога требаше да се запишам на факултет во Музичката академија во Скопје. Тој е првиот човек кој што ми кажа дека јас ги имам тој талент за народни инструменти и да ја оставам хармониката, пошто во средно музичко главен инструмент ми беше хармоника. Да ја оставам хармониката и да се префрлам на народни инструменти, затоа што вика ти си тоа. Како што човекот тоа го препознал во мене и до ден денеска не знам. Меѓутоа не го послушнав, заминав на факултет во Прилеп на економски. И што се дешава, почнувам нели со оваа работа, почнав да се бавам професионално и сватив дека јас стварно можам да свирам на народни инструменти. Не знам ни јас како сватив, едноставно затоа што слушав кога свири гајата, слушам тонови, можам сама да почнам да творам, да учам, нели? И за прв пат го земав тој малиот дел гајдарката и баш буквално сите ми се чудеа, се смеа. Можам да ти кажам искрено, сите мислеа дека јас ништо нема да направам од тоа, само уште поише ќе ја заглавам кариерата. Меѓутоа, некој не ја процени мојата способност за овие инструменти и еве сум таму каде што сум. Да, сум предпознатлива по тоа, ни една прослава фамилиарна не поминува без овој инструмент. Меѓутоа, јас го владеам и го свирам одлично овој инструмент. Ја не се глупирам на настапите. Тоа е многу важно. Да. Многу важно е ти да не се глупираш. Има пример луѓе кои што мислат дека знаат да свират, уствари не знаат да свират и само се глупираат. Значи јас такво нешто и таков проблем не си направив на мојата кариера. Пошто треба да знаеш дека некој те снима, утре тоа видео ќе се објави, утре Кој ги тоа има видео, видеа? нели? Кои докажуваат дека кои е така? докажуваат. Моите видеа имаат сите над 600.000 views со гајдата настапи мои. Сега последно кога свирев на манастирот во Старавина, го ставивме видеото, за 2 дена има над 600.000 гледаност, ме разбирате? Значи мора тоа да биде професионално. Да, и јас сум направила грешки, не дека ја сум безгрешна така, и јас сум правила грешки во свирењето, меѓутоа сепак да има некоја граница, знаеш, каде што можеш да се движиш, пошто јас веќе и за одредени колеги сум свирела во студио гајда. Значи јас сум била како инструменталист затоа што виделе дека вредам. Значи јас сум свирила гајда во студија. Тоа е веќе нешто професионално. Пак ќе кажам, сето она ние што го работиме како инструменталисти и како вокалисти, треба да има една одредена граница каде што можеме да грешиме и каде што си ја знаеме границата дали смееме да се експонираме или не смееме да се експонираме, не да се брукаме. Тоа ми е мојавет. Ако имало скептици, јас мислам дека сега се увериле во спротивното. Да. Јас само можам да ти честитам на храброста воопшто не сум во таа насока дека си погрешила што си тргнала по тој пат. Голема храброст за тоа што си се одлучила за еден инструмент кој е типично машки, Да, како што велиш. јас сум пример Ми кога се смеја одлучив на за тој почет. инструмент, ја не знаев како да се облечам за да го свирам инструментот. Нема друга Значи, гајдаджика, јас се размислувам, односно жена што свири на гајда јас во се Македонија. размислувам како сега јас да се облечам и да свирам гајда. И после одма, значи почнува да ми се доврзува дека треба народна носија. Сега не ја преферирам баш многу често пошто многу е жешко и многу ми е лошо кога свирам во народната носија. Меѓутоа секаде на сите прослави
ја облекувам народната носија, бидејќи овој инструмент си го носи тоа. Па нема летња народно носење. Нема, Све е зимско. све е Вие зимско. сте ишле по И одмори, све е порано тешко. вајда не су ишле Да. на море. Ама вајда не су ишли на Нема- море, да. Стварно нема летња Купајќи народни носење. ношња, на пример, нешто Да. да има така, па да може и летно време. И знаете, сето тоа сум го скоцкала да биде прифатливо и да народот го засака. Јас не сум знаела дека народот вака мене ќе ме засака, реално. Не, во секој случај специфична работа, како што реков, единствена жена која свири на гајда во Македонија, иако Има не и само професор Бајса исто е на жена, меѓутоа она е малку во друг во друга бранша, таа си е во танец и ја негува Аха. таа музика, таму јас сум одела на часови кај неа, да не испадне дека само видов некаде податок, очигледно ти си единствена што се појавуваш на настапи. Да, да. На тој начин. Точно. Но освен гајда, имаме уште неколку инструменти во женски род. Рече хармоника свири. Хармоника. Хармоника? Што беше уште? Зурла. Зурла. И само Пијано. еден машки род има. Има. Што беше? Клавир? Клавир. Клавир, да. Клавире. Не бе, пијано, не Пијано. клавир. Пијано ли? Пијано. Тоа знаеш дека збуди ме ти. Мешам ги, да, извини. Нормално дека е мушки род. Пијано. Како нема, не може да биде пијана. Да, пијано. Мада, да ти кажу право, чувај Боже од женска женско белје. белја. Чувај Боже од женско пијано. белје, да, да. Пијано па и некако може да се команда да се свири на него. Има многу интересни работи. Жена свири на пијано. Ај што е пијано, пак свири, значи како свири тој мора да игра. Започна, реков, со таа музичка номера, па подосна се пласираше на естрадата со овие народни инструменти. Да. На сите видеа забележав дека луѓето се одушевени едноставно тој реагираат позитивно во секој случај. Нормално, да. Кој дава повеќе бакшиш, мажите или жените? Па тоа е релативна работа. Јас имам пеено во Шведска, во друштвото Гоце Делчев, за 8 март. Па јас си поминав прекрасно. Беа сите жени, меѓутоа јас си поминав преубаво, еве да ги поздравам сите кои што беа на мојот концерт. Тоа беше пред короната. Меѓутоа не можам да направам разлика мажи и жени затоа што јас кога го свирам, да речеме, ако ме прашаш конкретно за гајдата кога настапувам, мене ми даваат бакшиш сите. Не можам Нема тука нема некоја тука некоја разлика, да. Океј, Па добро. замислете вие да еве да кажеме невестата ако не е задоволна, ако не е среќна на низината свадба, а јас свирам тогаш што станува за другото? Да. Реално. Кажи ми, нашите нашинциве во странство ова го припаќаат, очигледно е. Нормално. Дали можеме ние ова да го извеземе како бренд на некој начин наша музика, со наши традиционални инструменти? Бидејќи, знаеш, онака кога извезуваме музика, поп музика, да кажеме, е нешто што е чуено и од другите, и, нели, и тие мелодии на англиски се пее обично. Дали ова може да успее? Како странците реагираат? Па реално мене и ме нарекуваат како амбасадор на македонската музика кога настапувам и кога ме представуваат на сите мои концерти, затоа што ова е нашето македонското, ова е македонштината наша, ова сме ние, реално. Ова биле нашите дедовци, нашите предци, луѓе кои што го свиреле овој инструмент, кој што е многу ретко сега кој знае да го направи, тоа е уште полошо. Да треба мајстори за да го направат тој инструмент. Така да ова е ние што сме, ние можеме да пееме, јас пеам секаков вид на музика. Не можам да успорам дека ја не пеам секаков жанр на музика, меѓутоа нашето е ова. Јас кога ќе излезам со ова се заборава секој друг вид на музика се заборава. И тоа е така и така ќе остане, зашто ние сме тоа. Тоа ни е во крвта и никој не може да ми каже дека тоа не е така, кога се зачука тапани, кога се свири гајда, сите се наоро. И тоа е така. Да, едно време беше со на прославите така кога ќе се појавија овие со трубите. Да, нели имаше еден период кога плех музика се Да, свиреше, модерно, свадбите, се свири модерно, плех да, музика. да. Половина час, урне без, и потоа ќе ги снем. Има Точно. веселби и пред тоа и по Така, тоа, меѓутоа така. тие половина час до 45 минути остануваат Тоа е онака тоа. како символ Така. на веселбата, верувам дека така нешто слично со гајдата. Да. Кажи ми, дали овие инструменти, посебно гајдата, се прават тука во Македонија? Да, има мајстори кои ги изработуваат и тоа и нели претходно кажав, добро е што ги има за да ги изработат, бидејќи стварно не е лесно да се изработи овој инструмент. По нарачка оди тоа, како? Да. Ова јас сум по нарачка, пошто нели кај мене нели крзното е вака, гледаш дека и не мириса, јас многу ја негувам, ја цело време ја мачкам. Бунда, кога Да. како лисица Инаку знаете дека мириса кожата. Меѓутоа јас цело време ја пазам, ја негувам за да Чешлеш ли? се комплет.
како не. Ако Да. неке зарунтаве, оно го се ќе Да, се да, закаже да, да, за да. после за шишање. Оно ти колку го пазиш ќе почне да расне. Гледам те дека имаше на некои наступи тај црна гајда имаше. Ја оставив, ја пеев во Америка и на газдата на ресторанот, бившиот газда на ресторан Дежаву во Америка и му ја да оставив како поклон, затоа што поминав таму 10 прекрасни недели и тоа беше едно мое прекрасно доживување. Едноставно бев таму како принцеза, морам искрено да кажам, еве една голема благодарност и му ја оставив поклон гајдата на човекот. гест. Да. Кажи ми сега, од Прилеп си, ама живееш таму, во Скопје? Во Каде си? Скопје. Во Скопје си повеќе? Да, во Скопје сум повеќе. Слободна, колку разбрав, не Не си сум во брак. официјална за брак знам, ти имаш изјавено дека деца, размислуваш за деца, ама за брак не си сигурна. Па сега во денешно време како што дојде, Што ќе ти е маже? Што знаеш што ќе се падне? Па да, бе, тој као на лото каде вика гледаш што ми се па знаеш падна. после, па каде си, па зошто закасна. Дај да видиме бакшишот колку е да го Чекај делиме. не, а зошто ја продолжи ја забавата, кој му дозволи да ја продолжат забавата, па нели си дојдеше во 1,5, па зошто е 4, знаеш Чекај го, ова бе. се проблеми. Не е лесно, не, со нашата професија не е лесно, без разлика, пак јас можам да кажам дека ние не сме нормални малку како луѓе. Па не, реално. Тоа треба да се издржи. Да, не сме малку нормални и за да не прифати нас некој човек кој што е како што треба, како што си има замислено, да има таков патриархален брак, како што функционирале еве мајка ми, татко ми да ги земам за пример, кај ме е малкуто невозможна мисија. Видиш ли како истражувала, како ти што си Значи- истражува за Елену, така она истражувала за брак. Што постои потенцијални опасности? Да. Кај си, Треба што да ставиш на правише? вага, да ставиш на вага што губиш, а што Ништо добиваш. Нели да рече, па кој беше? Па кој те гледаше, па зошто е вака те гледа, па го знаеш, не И не кажуваш. дај Боже да дојде на наступи, ќе каже, а овој што дојде Не. првиот да ти остави бакшиш. Типично зошто те машко гледаше? прашање, Да. машки ти оставаа повеќе бакшиш Да, или да. жени, море, немој од машки да зимаш Не, бакшиш. малку е да стварно проблем. Проблем. Мислиш дека тоа ти е за сега предност, дека можеш онака да се сконцентрираш целосно на кариерата? Па, ја веќе направив добра кариера, сега малку сум посветена, нели како што веќе разговараме на тој концепт за фамилија и за таква работа. Меѓутоа ќе бидете известени. Ќе видите, уствари тоа не се крија. Чекаме покана уредно, ако не поканиш ќе си дојдем, ама без Да, поклон. а инаку кариерата спремам нова песна, ја чекам долго време, сакам да направам нешто кое што ќе ми биде хит, не сакам да снимам колку да излезам на телевизија и да направам убав спот, па да се покажам како изгледам на спотот и било како. Сакам сега кога ја направам да биде направено. Вниманието ти е насочено кон музиката Кон пред се, музиката, така? да. А преферираш ли да има за секоја музичка номера спот? Без... Да, сакам да има и преферирам да го направам тоа. Мислам и ги имам направено јас веќе за сите мои преработки, дали се ново компонирани песни, дали проекти, јас имам видео направено. И за ова ќе правам видео, веќе ми е смислено и сценарио, знам и во кој контекст ми се Браво. носи песната, меѓутоа ја чекам. Ја чекам, искрено ви кажам, ја чекам веќе 4 месеци. Знаете, јас пишувам до каде сте и имам одговор дека нема таква уште идеја. Знаеш, за песна, за да биде хит, треба да имаш идеја, мотив, тема, за да се направи комплетно. Јас сакам таа песна да ја пеат, како што ја пеат Горда Прилепчанка, нели Машала ја направив хит. Јас сакам тие песни што ќе ги оставам да се пеат. Јас имам направено песни кои што мене ми се убави и сум вложила еден тон, значи, материјал, енергија, средства и тоа се за мене песни само. Не сакам да извадам таква песна. Да летне, Да летне, да да, се баш однароди така. на некој Баш начин. така, баш Еден така. твој колега прочуен и со завидна кариера размислува слично на тебе и тоа ме радува. Значи заедно ги прави исто процесите од музиката, песната, текстот, па до спотот снимање да има книжка и мислам дека е тоа многу убава. Нели тоа е малку и среќа и како народот тоа треба да го прифати, ама пак целам на тоа сега. Ќе правиме тука мала пауза со дамата која свири гајда, а полека ако одиме длабоко во ноќта, можеби ќе засвири на пијано. Бидете со нас.
Хохштаплер. Збор Хохштаплер е германизам и опишува лице кое сака да се прикаже повисоко, попаметно и подобро од што е у стварност. Презентирајќи се како да е од повисок друштвен статус, високу професионалну позицiju, особа која с отмено држање прави утисак на фину и отмену персону и такој успева да се увлече у такозвано високо друштво, правејќи преваре. Битанга е сиров и суров тип, кој е премачан с малко нијансе, док Штаплер е савршен спој на рибу и мачку. Тој плива куде год га фрлите и увек се дочекува на ноге, од куде и да ги избаците. Значи лопов, лажов и преварант, ама префинган, 3 у 1. Германци кад се го измислиле збор најверојатно се го мислиле и обяснувале како нас, тоа Штаплера. Само нормално на германски. Бош ме интересира како би германци кажале манига тога Штаплер. Види кова сама ти е дом. Обре, бат Стојко, па ти од овдек видиш ги сви комшики, а? Добро, не баш сви, ама едну. Море, повише ги има. Добар ти види кова се Стојко, ај ово кладенчето и убава вода. Што си се сега варчеш, толку вода? Еј, бат Стојко, гледам го и воду, мисло се, мајко му, еден вечер кад проди ѓоко мој, ако не смо испиле повише од овој воду, ѓоко оди, море трчи, а ми сви лазиме. Како бе, тако е лазите? Како се бре лази бат Стојко на 4? Од пиење бре, попада смо сви. Добро, да те прашам, ама не може да ми се наљути. Може. Може. Зашто му на дете даде име Ѓокове? Па не ли мога да му дадеш некое убаво, помодерно име, мајко? Помодерно, како? Џони или Джеки? Па да мислим куче чувам, а не дет. Ајде бре тамо. Ѓоко, супер си име. Такова ми беше мирак, што зашто? Ама зашто? Па затој бре. Ѓоко докраснеше, јас си га шеташе. Стално ga изведуваше, шетам га по село. Овие комшике боли од твој море. Соберени гледам и само викам ле. Колко е пораснаја Ѓоко на ставрет. А бре, унесеш да падне. Па ти што мислиш, татко, ти зашто те е Стојко крстие? А ја, раснул. Светам како ќурана, она е мојата па се стиснала спарушкала, бе што ти кажа, ке пукне од мук. А сак твој Ѓоко у Скопје ли? Не, Ѓоко мој си е туја, дете ми у Скопје. Добро да идеш ли куде дете у Скопје? Куде дете иду, у Скопје не. И како такој у Скопје не? Не бре, Стојко, куде киеш у тој Скопје, смееш бре да прошеташ, да искочиш у центар, да застанеш минут не смееш. Одма се сликам с тебе странци, мисли дека си споменик. Ти ако застанеш ке мисли умре си, А жена ти? На жену фрле смоки, кој кикирики, нешто. И зашто да го фрлја смоки и кикирики? А затоа што валјда мисли дека су зоолошку градинку, не знам бре, личили ги на слоницу на мечку. Не знам што е, ама негово да више сме. Како такој негово да више смена? Тако е бре, Стојко, ај све тој друго, него ми треќо снува. Знаеш, кад иде она смена, све ми се бре некако чини како да слушам некои гласови од там, од там. Гледај, тој нема везе. Значи, само ти се чини, убаво си ти кажа. Када слушаш некој глас да ти наредуе што да правиш или како да возиш, тој не значи дека си ти шизофреничар или дека си, не дај Боже, мрдњен. Тој само значи дека си ожењен. Да. Тој, ај, не ми ти много филозофира, бат Стојко, молим, тај сипи по едну ракiju, пак ќе ме размандаш натам на. Не, знам ја, а ако некој ти продава памет, тој не значи дека нема ракiju, ај, не значи дека е филозоф или много паметен, да знаеш. Ај, пред мене и дај ракiju. Добро да појди ти. Не, ти пред мене пак ќе ми избегаш. Ај, по едну, 2, 3. И салата, обавезно. Ај. И салата, обавезно.
Еве, да се враќаме назад, втор дел со нашата гостинка вечерва, на 20 години, од 20 години на естрадата, рековме, 4 албуми за неполни 15 години, ако не се лажам. Да, сакав да правам 5, ама сватив дека веќе тоа не е многу во мода. Веќе сега е се ни е достапно на интернет, се ни е достапно на YouTube, така да Се реши numera по numera, онака како што ги да, работиш. како што ги работам. Да не биде класично. Да, да не Инаку, биде класика. Имаш и твои музички numeri, меѓутоа знаеш да направиш и преработка на Имам наши да доста традиционални. преработка на наши традиционални македонски песни. Имам и проект за Великден кој што го направив исто малку поразлично, кој што многу добро помина и така да успеа во тоа. Имаш и еден дует со Сања Ристевска, Сестри. Да, таа песна, Тоа ти е единствениот дует до сега? да, тоа ми е единствениот дует, меѓутоа таа песна е мој лично дело. Музиката и текстот ги напишав јас. И една од најубавите... Односно сестра, се извинувам, да, не сестра, сестри. сестра, да. Една од најубавите мои песни кои што сум ги напишала. Имаше двојба дали сама да ја пееш, дали во дует, па се одлучи за дует или така беше подготвувана за Така дует? беше подготвувана, така ми дојде песната е напишана во 3 часот после полноќ. Е тоа што ти кажав дека ти треба идеја, мотив. Инспирација, Инспирација, да. Во 3 сатот после полноќ јас ги напишав строфите. Го немав рефренот. И следниот ден со брат ми одиме на кафе и јас седам на кафе, пиеме кафе, ама мене мозокот не ми е тука, мене сега музиката ми е во главата и сега не ми текнува, немам инспирација за рефренот. И нели кога пиеш кафе ти даваат посвета. И во посветата имаше зборче солза. И мене тука ми кликна солзи течат како река. И почнав да го пишувам рефренот. И така е настаната таа песна за која што имав понуда од Србија, сака да ја земат да ја препеат, музиката да ја земат и аранжманот и текстот да го направат само на српски. Да, меѓутоа не се договоривме и не ја дадов. И така остана како една песна која што стварно многу е љубов дадена во таа песна, сестра ми ја бараат во странство и така. Може да го чуеме барем рефренот, ако не ти е тешко? Може. Ме интересира, бидејќи Може. еве издвоивме толкава приказна како настано. Може. Солзи течат како река, не запират, црна дамка на срце ми остана. Верувај во себе, сестро, и во љубовта, судбина ни била такава, ти во тугина. Ова за Австралија иде. Без проблем. Дали мислиш дека тука е иднината за некој поширок пласман преку тоа тие да направат со ист аранжман, на српски тема, па да ја пее некој познат пејач од Балканот, или пак ти планираш да се обидеш можеби на српски па за Значи, цел оваа Балкан? песна има малку српска хармонија. И затоа добре, Затоа ја бара, да, затоа ја бара, И да. разбирам, бе, мајко. Да, оние се многу паметни луѓе. Може би ако би се испеала на да не е тоа на пример на повеќе јазици, ако се направи нешто, може би била уште попозната и поприфатлива. Меѓутоа, ете, не сум го направила тој чекор, може би еве сега како идеја би размислила зашто Зошто да не. не? Мислам, и Тоше имаше и тоа многу успешни Да. обиди на тој начин, мислам дека и најдобро, иако никој не ги спореше неговите гласовни способности, сепак со номерите кои ги препеа на српски или на хрватски, да кажеме, имаше Знаете, повеќе обработки. тие имат полесен јазик. Скокна, мислам, малку Да, уште имаат повеќе со полесен популарност. јазик, можат полесно да напишат песна, полесно имаат полесни зборови за Нашиот е изговарање. убава, ма малку е комплициран. Да, комплициран и тежок јазик. Има епитети многу Да, далеко, да. многу е убава, овако, онако, вика само лепимо и готово. Још Да, некој да, кажа да. дека још некој кажа дека е полесно и поубаво да се напише песма на српски или хрватски. Па за Да, прво да, може да. да се Да. спориме, Многу, ама по-лесно дека е по-пеблив јазикот, да, така имам чуено. Да, попевливи, понежен, да, тоа е ги нема тие нашите Описни ке, многу имаме, р, тие согласки кои што Има стварно се нешто. Убав ми тешки. е Ч, убав ми е р, јазикот, ама е тешко Ч. малку покомплицирано за да објасниме нешто. Инаку кога ќе напишеме ние, ако сега земеш да читаш на македонски, тоа навистина звучи убаво, ама
За песна треба, претпоставувам, нешто полесно, поедноставно, за да биде попебливо. Да. На некој начин. Така, Точно така. мене ми иде у глава. Од многу луѓе имам чуено кои прават песни, дека им било полесно на српски оние што имаат правено. Некоја фотографија да видиме од тебе, да ни кажеш каде е, ова е веројатно од домашни услови, гледај што сладко бебе си била. Ова сум ева, мајка ми тука ме држи, да. Бебенце. Бебенце, да. Добро, Со след... обравчината црвени. Ми беше интересно чисто да те видиме како бебе, Да. подготвено од тоа време за гајда, црвени тука обрачиња, сум. капацитет голем. Ова е Дипломска факултет. на економски На факултет. економски факултет, да. Чека, кад смо куде факултет, вика писмен испит од филозофија на факултет. Добро. И вика напишете нешто да е кратко и на следеќи питања. Прво питање религија, друга сексуалност, треќа мистерија. И Плавуша пишуе. Боже, трудна сам. Ама од кога? Најкратко и најдобро напишано. Жената си објаснила. Видиш, и наш македонски, видиш с колку малко зборови кажа, 3 теми одлични. Да, одиш и се е вршено, значи одговорила на професор. Поврно сексуалност и мистика има. И мистика, да. Кого? Од кого сум? Голема мистика, немате го мистика еден пут. Трета фотографија. Ова е нешто во твој стил, иако инструментите не се кај тебе. Тука ова ми е песна свадбарска и во песната во рефренот има и нека удрат силно тапани и колегите баш бевме тука на новогодишна емисија и ги замолив колегите да излезат заедно со мене да не сум сама на сцена. Како реагираш на тие покани за снимање на емисии? Знам дека има пејачи кои доста им е комплицирано тоа, не сакаат многу да се појавуваат. Пристапна ли си за снимање музички емисии? Да, само да ми се каже пред време. Знаете, нормално. да не е тоа пример денеска и кажуваме за 3 дена, ама утре снимаме или задутре снимаме, не можам да постигнам, не. Вие сте ангажирани, имате Да си термини знам термин, закажани, да нема со проблеми знае кои никако. денови обично настапувате за викенд, тоа се снима Да, точно. најчесто во некои денови кои се така. Ама Елена има и друго работа, Глуби да не е кажам. само музичар. Има козметичко студио. Да. Прочитави за тоа. Значи, Сега, оттеретена. економски факултет, музички надарена, си требала да одиш на музичка академија по Не препорака појдов. на Џорлев, маестро Џорлев. И сега на крај козметика. Се разбираш во тоа, ти работиш или само како бизнис, а работа други? Јас ја водам цела фирма, мислам комплетно. Нели тоа што го учев, го претворив во нешто кое што Менаџирање, зборим. Околу парите си Околу ти. менаџирањето, клиентите, согласност нели на сите оние кои што сме заедно во салонот, во N-Beauty да кажам. Како се вика? N-Beauty. N-Beauty, да. Во Прилеп или Скопје? Во Скопје. Во Скопје, N-Beauty во Скопје. Еве, сите дојдете во Во N-Beauty, да. Beauty, забавува се. Не е лесно, затоа што сепак сме повеќе во салонот, пред се сме жени и автоматски одма имаш 50% потешко од колку што треба. А клиентите колку се? Клиентите се сите жени, така да имаме 100%. Сите се жени? Ао, ја виж се машки повише и да се. Не, Ако треба и 100% се ногти ќе жени. правиме, беше. Да, и ногти, да. Клиентелата ни е нормално женската популација, одлично се снедуваме за година и 9 месеци, ние не сме сме нови нели на овој пазар, меѓутоа заедно со мојот тим стварно функционираме одлично, да ги поздравам сите, им благодарам што се заедно со мене, не дека не се караме постојано, добро, викаме. Ама тоа е дел од Од работа. Тоа е тука дел си од изнедрува работата. и идеја. Не дека ние не правиме грешки, нормално дека правиме грешки. И така да се пронајдов во овој свет затоа што секогаш сум средена. Се замисли, требаше никој да чекам да ме средува, јас сум средена. Браво, се гледа тоа и добро, ја ме чуди што нема машки толку клиенти бидејќи ние Тоа се да чупам сред- и оборве како тебе. Ама ми обично се средуваме у кафан. Па да, за тоа нема, за тоа. Ми кога се средиме у кафан од таман, Ми сме си средени. Да. колку испи вика таман. И повеќе ни помог. А јаш некој слика да видим. Ти помага ли само да те прашам ова средувањето за кариера, сега за настапите? Сигурно ти е предност пред. Ова ми е најдобрата одлука во мојот живот. Најдобрата одлука во мојот живот. Ногти, педикир, маникир, депилација, шминка, коса. Како да ти објаснам? Само што имаш обврска сега нон стоп да си среден. Само што? Ем јавна личност, ем пејачка, нели треба да си средена кај да се појавиш, Нормално. а и уште собственичка на салон за убавина, сега тоа ти е дополнителна Тоа ми е обврска. најдобрата одлука во мојот живот пак. Да си уште еднаш ќе скоцкана секогаш. Потврдам. Ајде да одиме со уште една фотографија.
Ова за оваа гајда, за оваа гајда кажав дека е. гајда. Ја го виде негде тој Да, гајда, да. А и сукничето како шкотско ми Како Да, шкотско. тука прави фотосесија и специјално е шијано за мене ова правено. И нешто сакав да направам интересно, да излезам малку од таа народна носија, да направам нешто малку поразлично и ево ова го смислив. Значи дека ме потсетува на оној спот, мислам дека и таму имаше некоја гајда, лепа Брена кога правеше нова со сладки грек да, нешто. да, Но сега да, гајда да, ми се да, чини да. она имаше Ама тие шкотски Шкотски гајди гајди носиш. се тие. да, и Да, носеше да. тако како шкотски Така килт нешто, да, во носеше. право си, Карирано, да, во да. право си, во право ме си. подсеќа само други бои беа, ама Точно, ова точно. навистина убаво, фино и поврзува со гајдата. И уште една или две имаме, да видиме ова Еве во сме кои услови се. ова е со професорка Бајса, тука го снимав моето прво оро на гајда. Тоа е дамата што Да, тоа е свири дамата. уште една Да, таа е во дамата што Македонија. свири поише инструменти, не само гајда. Добро. Таа го напиша орото, го снимивме во студио, и јас го isвирив и направи спот и се вика Еленино оро. Еленино, Да. убаво. Па како да се вика? Па не мора така да Еленино се оро ќе вика. се вика Кога како? ќе бидеме известени и ќе се случи свадбата и ова слушаме Еленино оро. да. Со невестата на почеток на орото. Турнеи рековме нема кај што не си била, слично кон нас. Ние не сме биле во Канада, не сме биле во Америка. Ти во Европа те бараат? Да, сегде сум била и во. Кај има македонци секаде. Секаде, да. А овие балканци други реагираат исто, идат на тие забави или се бојат? Јас во последните сите мои концерти биле најавени како балкански вечери. И за прв пат имаме гости кои што се босанци, срби и бугари. И мене ми е многу гордо што идат на таа македонска прослава. Нормално 80% се свири и се пее македонски, 20% нели да ги испочитуваме, нели гостите дошле да се испочитуваат со некоја нивна песна. Меѓутоа најважното е тоа што идат кај нас. Тоа е многу важно. И еве веќе успеваат во тоа и многу ми е кеф да ти кажам искрено затоа што веќе почна да ја слушаат нашата македонска музика. Веќе за соседна Србија да кажам најточно веќе не ги знаат нашите песни македонски, знаат да ги свират нашите песни македонски. Во Босна јас бев во емисија исто, кај господинот Чомор, таму веќе ги знаат најпознатите наши македонски песни. Нивна група ме пратеше. Тоа е веќе напредок. Медиумите сигурно дека треба да бидат дел од таа приказна, посебно радијата. Така се правеле хитови од секогаш и во Америка имаме Елвис Присли. Како станал Елвис Присли? Број Радио. еден на топ листа оваа недела, Елвис Присли во студио доаѓа и еве ти звездата е родена. Така нешто слично треба и кај нас. Меѓутоа, како што реков пред малку, треба малку и поголема кооперативност од музичарите. Не еднаш сме наишле на отпор за гостување и такви работи. Мислам дека сите треба да вложат малку повеќе, а државата да го координира тоа и да даде некој импулс, па и финансиски, меѓу другото. Би требало. Затоа што сите ни ја фалат музиката. види, јас сум за тоа државата сето тоа да го поддржи финансиски. Меѓутоа, за тие пари што ќе ги даде државата, ние треба да дадеме производ, Апсолутно. а не ние да гледаме или било кој небитно, да гледаме ние само да ги земеме парите и абе шо јас направив песна, ама ги зедов парите ми егале, не. 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 Кај нас менталитетот таков. Државата и да даде, пример, еве може да се направи некој проект, тој што ќе го организира тој проект, кој што ќе избери да бидат тие автори на тој проект, што ги земат тие пари тие автори на тој проект, треба да направат песни, а не да направат сега му текнало напишал нешто, па и ти испеа песнава, ме разбираш што сакам да Ако кажам? помине, помине. Ако помине, помине, ако не, Да не. се трудат Да да биде се трудат хит. да биде хит. Ако ти веќе избериш 20-30 изведувачи, мање битно дали сум јас или некој мој колега или било како, Па сите ќе добијат со таа промоција. така, во секој реално, случај, да. така, ама да има, да тежи нешто И што да се трае, прави. да се слуша. Да. Порано имале фестивали, секоја песна била хит. А уште ги слушаме тие од времето на Драган Мјалковски. Еве сега кажи ми Хаджиманов. кој фестивал има песна хит? Јас за жал не нас помина за колку Макфест, години мене не немаме. ми остана ниту една музичка Ама еве номера. мене ме барат за фестивали, не сакам да додам зашо? Зашо треба да се малтретира? Мене ми е малтретирање буквалното. Порано само од Валандово колку хитови излегувале. Точно. Многу хитови. Многу хитови. Нино Величковски примери има Да, бе. почнато кариерата таму и Така многу е. хитови има. Така е. Има и победено, меѓутоа песните со кои победил се слушаат и ден денес. Тоа Се сакам да кажам. нарачуваат Тоа во сакам да ресторан. кажам. Тоа е многу важно, секако. Дека ми си проидесмо убаво овие Ева, фала ви за сат со тебе поканата. и рачунај дека ќе ти дадемо некои подароци од нашите пријатели и спонзори Екстра Мен
Верувам дека браво. имаш едно за оваа фирма, ја има из цела Македонија, односно нивните Фала ви. производи су уместнати. Фала. Споменавме карактеристични работи за прилеп ширденот, го кажавме или не? Го кажавме. Го кажавме. Овдека имаш кумановски со џук да пробаш. Обавезно Така е. Добро. Тоа е, ми смо по тој препознатливо и по мезлак, ама мезлак е многу течан, требаше во која тига да малце незгодно. Бучен козјак, сирење, ова кашкава, е жолто тебе, ова си сирење, јадам јас. јогурти, Јогурче. многу убав, пробиотскиот посебно го истакнувам и еве Ова за сега сама си нема кој да те принудува, ама верувам дека сама си себе чистам, да. така, Нормално, за добра фала ви дезинфекција, многу. ари супер производи имаат и Фала. они, се доаѓаат ни сите маркети во Македонија. И тачка е крај, така е. Тачка. Ресторан Етносел Тимчевски, ваучер 2000 денари, Елена Да ги поздравам Јовчевска. многу, да ги поздравам многу. Така, за гостување во емисијата Нема љутиш. Благодарам многу, Ептен живееме со газдите и со менаџерите, еден голем поздрав до нив. Си била таму, Како знаеш не, зашто се како работи да не, не како не. објаснуваме преубав Како не. ресторан. Благодарам. Званично види село. од шалтер. Овако Од е кога шалтер, там да. не е звани, значи од Од Едно шалтер. село со градски манири. Од Да. собственикот до Фала оние ви кои многу. што се меѓу гостите. Фала ви многу. Сега, бидејќи многу не удиравме на смеење оваа емисија, ти беше пресметлива од економски факултет, Ау. правевме муабет повеќе за бизнис и такви работи. За крај само да ти покажам, кога ќе правиш веселба, кога ќе го најдеме дечкото од соништата и ќе ти дојдам на свадба, вака ќе се однесувам. Како овој? Не Да. знае на куде, не знае на куде кога да иде. Ево, окој Ама сам е, кад имам две около себе. Знаеш, многу незгодно за мушко кад Да, игра да, меѓу две. Не знае на која страна да појде, види како е. Може би ќе ти ја земам популарноста малку, ма ти нема да свириш на гајде на твоја свадба или ќе свириш? Ќе засвириш, бе, ќе те Засвирам, тера. како Ќе засвириме, ќе Ќе засвириме. засвириш. Ти благодарам што беше наша Фала ви гостинка. уште еднаш за поканата. Ти посакувам успех на сите полиња и Благодарам. надвор од границите на Македонија на било кој начин и така уникатно како што го правиш тоа досега и со пеење, меѓутоа и со свирење на овие наши традиционални Фала. инструменти. Фала ви многу, фала ви од срце уште еднаш и се надевам дека ќе се видиме за скоро време. Сигурно. Фала ви и на вас, ама ви још малку со нас, имамо још некои содржина до крај. Рековме ние на почеток дека си ја чекаме новата власт која нели нормално треба нешто да донесе, а не да однесе. Ако се реализира барем половина од ветеното во минатото, па ние ич гајле немаме за нашата иднина. Ич, нема друго. Ама има трето. Сега, кога платата ќе се зголеми, ќе мора да праќаме на нашите во странство и тие да го подобра својот стандард. Што? Јас од секогаш сум бил човек на иднината. Сум гледал напред во иднината, а и другите околу мене. Да, на времето. Каде и да прашав за работа, сите ми велеат дојде утре. Човек на иднината. Човек за утре. И еве, дојде и тоа утре, а ќе дојде и следниот викенд, кога повторно се враќаме заедно со минералната вода Визијана за убава и свежа мисла, млечните производи од бучен козјак, вкусните специјалитети на Екстрамейн, детергентите од Арис и незаборавните моменти и спомени во комплекс Етно село Тимчевски. До тогаш, здрави и живи. Чао! Еве уште една вечер, кога е ден. Уште една вечер, драги мои, мои. Па ќе мора и тој промена, бе? Промена. Што право тако е?